Здраво живо вие прекрасни луѓе. Јас имам тавче за лазања од сетот. За почеток се земам околу 400 грама пелати. Сам ќе си ги ситнам директно у тавчето со нож. Они се меки, добро разварени. На рингла го ставате најмалецкото братче од лимано. Да се загрее. Пелатите одат во тавчето, малце ги фати оган. Многу битна работа, за да им ја расипам киселоста, односно да добијат длжина како што треба да бидат, им ставам прстокват шеќер. Ќе им додам и малце солца и црно биверче. Малце суа мајчина душичка, татина душичка, каква ќе најдете. И најбитната состојка, чешно и лукче. Значи ставам само едно чешто тука, а у спането ќе додам уште малце. Туто комплето у тавчето, дрвено лајче, ќе промешате со соедината. Вкусот и мирисот на Италија спремени во срцето на Македонија. Додека се спремаат пелатија, ќе си го земам вок тавчево. Ќе гледате да е подлабоко, за може да собере цел спанај. Јас си набавив свеж спанај, ќе си го миев ливче по ливче. Имате и смрзнат, ако најдете и тоа е окей. Мене овој ми е повкусен. Такачка. Ми текнува порано кога бев мал и мајка ми кај да јадеш спанај, ја не ќе. Тогаш да знаев како се спрема, колку време се мие ливче по ливче, за да нема бубачки по него, да нема земја, секој ден би јадел спанај. Затоа деца не се зезајте, спанајот е многу здрав и попа има право. Го притиснете убаво, колку може да излезе водата од него. И зацкам 2 чешња лукче. Не на многу ситно. Колку што се лукчето, толку. Го ставам у тавчето. Лукчето ми уствари припрема за спанајот. Кога ќе ослободи лукчето аромата, почна сосеќето, цела соба ќе се испуни со лудница мирис. Тогаш спанајот оди внатре. Ако заборев да ви кажам, пола кило спанај. Чиста. Сега вака ви личи дека е многу. И сега ќе го снема. Ќе си изгуби спанајот. Ставам капак, побрзо ми спласне спанајчето. Од друга страна, пелативе се готови, значи тие не треба да провријат, не треба да се пржат, не треба да се варат, чисто ги фати малце топлина за да ги ослободат вкусовите да добијат полно тело. Чим почнат да пуштаат водичка, се разводнуваат, значи стануваат при крај со нервите. Тогаш мора да делуваат, да не ги изнервирате од даска. Тавчето, пелатите како се привршуваат, како си доаѓаат при себе, и сипаш директиву тавчето. Ги распоредуваш сегде рамномерно и они ти се ствари подлогата која што ги пречекува лазањите. Каква подлога, човече. Гледаш он како полека се губи. Најголемиот страшниот меѓу зеленчуците. Изгледа голем кога ќе го видиш у старт, кога ставаш у тава и се губи. Гледаш братот Попај колку и мускули има од спанајки. Уште малку маслиново. Како мириса, Лазањи. Кога ќе бирате лазањи, многу битна работа. Ќе барате, ако не ги правите сами по дома, тие што ги прават браво, ќе гледате да пишува на опаковката дека не треба да ги сварите пред да ги употребувате. Има и такви што мора да ги сварите. Мојве не се такви. Си ги редиш, колку ти дозволува тавчето. Уклучуваш на појако да извие водата. Имаш и лазањи со јајце и без јајце, значи имаш постни и мрсни. Мојве се со јајце и тие си поубави, верували или не. Така си е. Спанајов ти е еден од најдобрите извори на железо. Затоа ти уствари она Попај, тука стегне, тука тенк, тука ракета. Символиката уствари на тоа е дека е полн со железо.
На спањачето му додавам уште малце солца. Тетка биверче. И тоа, кога ќе го сетите мирисот на биверот, во парејата, го тргате на страна и го ставате со оли за да може да му додадеме после јајце. Иначе си направил кајгана со спанање. Зијам блавиот сад, во кој што го спремав спанањето и го префрлам да ми солати. Пола кило моцарелче го сечеш тонко. Освано тонко. Малце морско оревче, за да му даде посебна нота на јадењево. Внимавајте, морското оревче е многу силен зачин. Може да му го смени целосно вкусот на јадењето. Значи, само малце. 2 јајца уз спанаќот. Ќе го замешате. Се соедини, хомогена смеса. Пратиш? И конечно редиме. Малце моцарелче до згора. Тоест не малце, малце поичко. Малце кизредам пармезанче. Идеме вторет. И си редите ред по ред доека не го потрошите спанањето. На крај, се што ти останало, оди од згора. Редна моцарела. Вака спремно, намонтирано, го прелевам со млечна павлака. Пазите да не ви претече, значи не се врзуваме за количина. Ја почнав со 250 мл, дока ги стигнам, сега ќе видим. Бонжу, мадам. Уште малку пармезанче до згора, да ја врзе. Ќе го зимам најголемото тавче за печење. Ваква за колачи. Лазанчето у него. Не зашо добро. Ти претече, ќе треба да миеш цела редна. Вака само тавчето ќе го измиеш. И вака иде на 180 степени околу 35 минути. Ова е мојата фантастична лазања со спанаќ. Направете ја, споделете ја со пријателите, а можете ми донесете да пробам. Останете позитивни. Чао!